Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добре дојдовте во новата епизода на Спортка со Стефан на Слободен печат. Оваа епизода ќе ја посветиме на белиот спорт, односно на тенисот. Со мене во студијата е Вилма Марковска, долгогодишен тениски тренер. Вилма, добре дојде. Добро ве најдов. Тениски тренер и Тениски тренер и борец за подобар детски тенис. Ајде тоа така да го кажеме. за развој на тенисот. Тенисот, македонската јавност следи многу тенис, но немаме некој успех во тенисот во Македонија, но за тоа потоа ќе разговараме. Ајде најпрво, која е Вилма Марковска? Не знам, не сакам да им досадувам на луѓето, која сум и што сум, па нешто размислував дома кога го најавивме нели овој разговор. И се повеќе се мислам дека не е битно што си бил и како си, што си правел минатите години, туку во што си се претворил во годините кога ќе дојдеш на моја возраст, 50 на години. Значи, дали како човек си успел да го задржиш својот интегритет, да го задржиш својот карактер, да ги следиш смерниците, нели, кои што си ги стекнал уште од најмала возраст, како те воспитувале дома, мајка ти, татко ти, и дали успеваш со сето тоа да оставиш некаков печат на работите што ги правиш и да го пренесеш сето тоа на младите генерации, на децата кои што доаѓаат. Ја некако цело време со тоа се бавам во овој период од животот. Инаку, која сум и што сум? Значи, мајка сум пред се на 3 деца, сега се веќе големи. Антонија, најстарата ќерка, таа завршува психологија, работи детски тенис од своја 15-та година. Обрат Марковски е тенисер. Он е професионалец, избра да биде професионалец. Моментално се наоѓа во Америка. И најмалата ќерка, Дина, таа е музичар. Јас знам да кажам, тренира исто флейта, како што Обрат и сите професионалци тренираат тенис. Иако завршив електрофакултет, 96-та година, сега веќе ми е, дури страв да кажам колку време помина од тогаш, скоро 30 години. Завршив 96-та, дипломирав на електрофакултет, електроника и телекомуникации. Меѓутоа, некако цел живот сум во спорт и цел живот сум импресионирана од сите работи и состојби околу спортот и некако животот ме воведе повторно, ме врати во спортски води. Како дете до некоја своја 18-та година, до факултет, тренирав тенис, играв тенис. Потоа се споив со Машми, Мишко Марковски, он е еден од, ајде би рекла, најдобрите тренери македонски, кој што моментално живее и работи во Белград. И некако се спојува сите работи, значи и семејство, во тој момент го веќе постоеше нашиот тениски клуб, го градевме објектот во гимназијата Ѓорги Димитров, се уште постои, МТП тенискиот клуб и некако Па да, беше тоа едно, значи ние го градевме МТП од 98 година, 97-98 и го работевме до 2012 година, кога го продадов бизнисот и заминавме 10 години живеев во Белград. Во тоа време МТП беше едно место со карактер и со душа, беше свратиште на најразлични луѓе од различни бранши, од политичари, од уметници, од музичари, тенисери, спортисти, значи беше стварно едно место каде што сите тие и големи бизнисмени доаѓа и регионални бизнисмени, све меѓутоа се чувствува како дома и се чувствува
не знам, многу беше Место со едноставно. душа, да. Да, беше едноставно, не Било беше препознаено. беше low budget во тоа време, значи Да. сега малку поинаку изгледа и ресторанот и целиот тој амбиент таму. Меѓутоа, сето тоа сите тие луѓе кои што доаѓаа секојдневно, да кажам, и играат тенис, се дружа, создава една атмосфера која што мислам дека и ден денеска ја паметат голем број на љубители на тенисот и на градското живење, ете така да кажам. Од каде љубовта кон тенисот? Зошто не некој друг спорт? Кај мене? Да, да. Па, значи, љубовта спрема тенисот и генерално спрема спортот ми е наследена, односно, да кажам, вметната од татко ми. Значи, татко ми беше сериозно голем љубител на спорт и секојдневно ги пратеше сите можни збиднувања спортски. Јас како негова прва ќерка, веројатно ќе беше подобро да бидам син. Цело време бев обкружена со спорт и со спортски настани и он одлучи еден ден, се сеќавам, отидовме во Словенија спорт овде доле, вика сега ќе купиме рекет, и ја тогаш 7-8 години, 7 има веројатно. Вика сега ќе купиме рекет, ќе те запишам на тенис. Искрена да бем, немав појма што е тоа. Значи, На која возраст? 7 години. 7 години. И викам, што ги правам јас со ова тенисов? Он вика, па не знаеш, вика, тоа е занат. Еден ден, вика, можеби ќе живееш играјќи или работејќи тенис. Што ете кај мене, па ептен се покажа како точно. Тоа беа други времења во Македонија, тоест во Југославија, каде што целокупниот спорт и организацијата на спорт беше на поинаков начин од ова што сега го знаеме и го практикуваме. Ние сме можеби последната генерација на тенисери кои што научивме бесплатно да играме тенис. Тоа ќе ми беше и следно прашање, како бил тенисот крајните 80-ти, дали бил подостапен за децата во тоа време, во време на Југославија? Па да, достапен беше, мислам, беше за сегашни од сегашна гледна точка дури неверојатно изгледаше. Например, ние кога идевме на турнири низ Југославија, добивавме дневници. И дава и пари. На деца? Да, не се сеќавам точно како тоа беше организирано, меѓутоа знам дека на еден таму циклус турнири ја тргнав со некоја сума на пари од дома, се вратив со дупло поголема сума, затоа што ги добив и тие дневници. Исто беше незамисливо сега начинот на кој што патувавме. Во смисол, многу беше отворена земјата, значи не ставаат на воз во Скопје. Се сеќавам тогаш налетавме на овие војници кои што идат во војска, тука се пее, банкет праве на железнички станици. После банкет, да. Значи одвајне ставија во воз, ни ги тутна торбите и значи немавме возрасен човек со нас. Деца од 12-14 години. Стигнавме во Љубљана во еден вечер. И се имавме некои смерници, таму ќе се јавите ваму, таму, али буквално сами патувавме. Мислам, не секогаш, меѓутоа тоа беше еден од начините кај што и тоа се случуваше. Сега е незамисливо дете да дојде само на тренинг од дома до клуб, а камоли да помине илјадници километри во воз. Баш затоа што имаше војска, односно војници кои што идеа да одслужување на воен рок, ние се сеќавам до Белград, буквално стоевме во возот во овој пролазот, значи немавме ни купени ништо. Така да тие слики сега може само да послужат за историја, не знам дали има некој во овој во оваа книгава што ја направи Македонска тениска федерација, меѓутоа сите играчи од тоа време ќе посведочат за такви настани. Македонскиот тенис во тоа време не беше многу онака ценет,
се уште ми звони во глава. Какви резултати постигнувале македонските деца на тие турнири низ Југославија? Имало некој позначен резултат? Имаше, да. Имаше фантастични резултати. Например, низ тој систем на надпреварувања порасна и израсна еден Александар Китинов. Он ми е генерација, значи он беше освојувач на мастерс југословенски до 14 години. Само Иванишевиќ не играше на тој мастерс или финалист. Напоменеме дека е најдобар рангиран македонски тенисер во историјата. Да, во дубл. Во дубл, во дубл. Он е најдобро рангиран во дубл и тоа е топ 50, мислам дека е 36-то место во прашање. А во сингл е најдобро рангиран е Предраг Русевски. Он е, да кажам, не произлегува од таа југословенска, малце подоцна се појави, меѓутоа во тоа време се уште имаше некаква оставштина од системот кој што постоеше во Југославија. Сега женскиот тенис секогаш бил онака на маргините во југ тогаш, затоа што немаше приватни клубови и сите збиднувања се случува во југ. Значи сите сме играле таму тенис. Југ тогаш било единствено место за тренирање тенис низ Скопје или во Скопје, да, во Ѓорче Петров имаш дали имало клуб или терени, сега тоа не знам, треба некој што повеќе ги прати тие работи. Тетово имаше тениски клуб, Битола, и сега не се сеќам дали... Сепак тенисот немало заинтересираност на тенисот од страна на женската популација, на не имаше, него не беа ин, не беа во тренд. Стално не вика, вие ќе се качите на штикли на 15 години и више нема да играте тенис. Пази се, тоа се времења во кои што дури ни професионалниот тенис се уште не бил на ова ниво на кое што е сега. Значи, не постоеше голем број на професионални турнири, немаше толку голем број на надпреварувачи кои што професионално се бават со тенис. Например, не постоева ни во јуниорска конкуренција тие тенис Europe, ITF турнири кои што сега ги има во огромен број. И, например, затоа постоеше јака национален систем на надпреварување, што по мене може би е и подобро решение. Да. И ти сега, например, ако си прв во Југославија, тогаш одиш на Оранж Бол, одиш на Европско првенство или не знам што. Конкуренцијата во Југославија тогаш била голема. Па беше голем. Мислам, да. сериозно голема. И тоа се некои, ајде да кажам, златни години на тенисот од таа и Мишко има фатено таа генерација, значи они се 62 годиште он. Значи они, например, биле екипно втори во Југославија до 16 години, што е фасцинантен резултат. Ја имаат победено Звезда во Белград, која што предводил Бопа Живоиновиќ во тоа време. Мислам, има анегдоти тука, едно чудо, али е например, тие достигнувања денес некако не се систематизирани и сега ти нешто ќе постигнеш, ама не знаеш што си постигнал. Да. Затоа што некако све е измешано. Играш ова, играш она, играш ваму, играш таму, али генерално никако не можеш дури ни за себе да си го сватиш правото место. Да, се изгубил тој систем југословенски во Македонија. Па и во Македонија и во Југославија, да. Мислам и во другите земји кои што од Југославија. Значи тоа беше, ајде да кажам, резултат на социјализмот во Југославија, каде што сериозно многу се вложуваше во физичкото воспитување и образование уште во училиштата. Значи многу екипи за кои што ние денеска слушаме и знаеме, потекнуваат од тој училишен спорт. Точно. Дали одбојка, Владо Богоевски, дали не знам, ракомет и се, значи има многу луѓе кои што биле воведени во спортот преку своите училишта и
преку своите професори по физичко воспитување и понатаму проследени во некој друг, во правец кој што ги носи кон професионализмот. Тоа е проблемот, денешниве деца се само 3 часа физичко образование во текот на неделата, што е премалку за да има некаков допир до спортовите. Види, значи, денешно во време има многу повеќе проблеми. Не е само системот на образование, него пред се, и затоа јас некако се обидувам и се залагам да заживе малку поинаков став на нашиве луѓе кон спортот. Несериозно го сваќаме спортот. Еве сега јас, например, во моето тениско училиште, често си збориме. И викам, добро, луѓе, викам, ја би сакала вие да бидете големи спортисти. Овака ме гледаат. Нели? Викам, и сега гледам дека они уствари не ме ни разбираат што им кажувам. И викам, добро, знаете ли, викам, што е тоа спортист? И се јави едно као од пушка. И вика, вака, спортист е човек без високо, а можеби и без средно образование, кој што ништо не знае да прави друго, освен да спортува. Јас занемев, затоа што дете од 9-10 години сигурно не го заклучило тоа само. Него некој околу му го кажа. Па дали родители, дали обкружувањето. И сега више, ние како спортски работници имаме сериозен проблем. Имам друго дете, значи вака ми вика. Не можам јас толку да тренирам, колку ти што ми кажеш. Татко ми вика, мора да се посветам на училиште, за да не останам глуп спортист. И ја пак вака. Мислам, овие работи ние не ги кажуваме, али постојат. Значи, постојат во нашето секојдневие, во кое што нели е побитно да секој викенд се искористи за скијање, за халкидики, али не скијање како спорт, него одење на Маврово, одење на халкидики, па одмори од по 2 месеца во Грчка, па милион некои други работи. Одеднашка доаѓам јас и викам, оке, ние сега треба сериозно да се посветиме на спортот, ако сакаме да станеме шампиони. Децава дури можам да ги купам, пошто сакаат да играат, али кога ќе дојдеме до родителите, тогаш веќе имаме сериозен проблем. Исто ми вика едно дете, вика, не можам да дојдам на камп, мора да направиме ребаланс на буџетот дома. Ја викам, окей, викам, направите ребаланс на буџетот, али викам, треба да направите и ребаланс на некои други работи дома. И он вика, што би било тоа, да организирам као дома. Па викам, ребаланс на време, ребаланс на посветеност, ребаланс на енергија која што ја вложувате. Викам, сите тие работи стварно треба да се проверат, за да си дозволиме себе си како родители да имаме право на амбиција. Нашиве родители, сите многу сакаат децата да им бидат најдобри, да им бидат шампиони и све, меѓутоа, прво тие не можат да го издржат целиот процес, односно, може би го издржале ако сватат дека нешто добро ќе се случува тука за нивните деца. Значи, амбиентот им кажува дека тоа е малце несредена ваква атмосфера, малце прескапо, малце премногу време се губи. Сега треба да се иде и на фитнес, сега треба да се иде и на турнири, сега треба и не знам што, одеднашка, мислам, шок. Сега, тоа е уствари оно што ја го работам сега. Цело време се обидуваш. Беше што ова го потенцираше. Сега малце ќе се навратиме баш на тој момент како Вилма сваќа дека тенисот е нејзин живот и влегува во тренерството, влегува во едукацијата на деца, влегува во развојот на тенисот и во Македонија и понатака. Кога по завршувањето на факултет или Па, малку се испреплетоа тие две работи. Значи, некако во животот се случува
случајно, али и со некаква причина. Некаква причина, да. Значи, во периодот кога завршував електрофакултет, тоа беше период на нагласена транзиција, многу фабрики пропаѓа, фирми. Моите беа, татко ми работеше во Хемтекс, мајка ми работеше во градежници беа, во инсталатор, нека монтажна фирма. И одеднашка ние останавме дома, буквално без плата, со некакви бончиња од нама, тука ги менјавме и не знам што све правевме. А ја полагам 50 испити, мислам, она, више, преку глава. Ние му викам на татко ми, те молам, ја не знаев дека треба сам да си бараш работа. Тоа мислам, пошто мене така ме воспитува. Ти добро, само заврши факултет и све ќе се среди после тоа. И јас ја полагам 50 испити, немаш пари за Кока-кола, немаш пари за кино, гардероба на ти е прикрпена и ништо не се средува, ништо не се случува. Ја му викам на татко ми, те молам, најди ми работа. Извини, во студентските денови напорено и учиш и тренираш? Не тренирав тогаш, само учев. Заврши, не може електрофакултет. Да. Тогаш си она само учиш, полагаш, се бараш таму на список дали си положил и добро, сега се дружевме, мислам. Имаше сериозно убава и квалитетна дружба и денеска, нели, со моите другари сум постојано сме у некоја приказна. Проблемот беше што не гледаш, сакаш да работиш, сакаш да правиш условно пари, не гледаш никаква визија. Татко ми тогаш преку некој свој пријател ми најде позиција во тогаш отворениот АБЦ тениски клуб и работев на шанк. И работев као ненормална. Од 6 до Сабајле. Во тоа време немаше ограничено работно време, него додека има луѓе у кафана, се работеше. Тука го сретнав Мишко, во тоа време ја имаше формирано својата прва приватна тениска школа во Македонија. И работа феноменално, мислам, над 100 деца имаше во тоа време, се играше. Во тоа време трениравме на калет и текнува на клизалиштето, имаше 4 терени под клизалиште, мислам, зимно време беше лед, преку лето беа терени. И он ми вика, сакаш ли да работиш со нас, ми треба помош. Ја му викам, ке работам, не знам ништо, ја ќе те научам све и така тоа тргна. Сега он е тениски тренер и исклучиво сака да се бави со своето тренерство, меѓутоа јас покрај тоа, значи влегов и заради клубот и заради организација, влегов малце и во менаџмент на некои на работите. И на тој начин влегов и во некаква приказна за детски тенис, која што во тоа време се подотвори малце Македонската тениска федерација. Кои години се тоа? Ова, значи, 2006 на чело на Македонска тениска федерација дојде Рубинчо Заревски, тогашен директор на Телеком, и Бобо Дајнерс беше исто во бордот, и они беа така, имаа некоја визија во прво време и сакаа да направат нешто што ќе остави печат. За жал не издржа, меѓутоа почетниот тој импулс го има и они направија некакви конкурси за комитети, за развој. Пази, тогаш знаева што е развој, сега не знаат. Значи имаше комитет за развој, имаше јуниорски, не знам каков не. Јас ја аплицирав и го добив тоа место за развој. Не знаејќи дека ќе се соочам со една фантастична програма, која што во тоа време се поставуваше секаде во Европа, од страна на Tennis Europe и ITF, а ние
ја имавме таа среќа во несреќа да бидеме неразвиена земја и да бидеме во тој девелопмент сектор на Светска тениска федерација и на Тенис Европ, каде што они ја имплементираа својата идеја и проверуваа каков фидбек ќе има меѓу луѓето. Значи тоа се сега овие црвени, портокалови, зелени топчиња, значи кампањата беше Play and Stay. Тоа е интересно име затоа што веројатно и тие заклучиле дека порано све било Play and Go Forever. И се адаптираше целокупната игра, терените, реквизитите, форматот на надпреварување на детска возраст и им се овозможи на децата да играат од најмала возраст. До тогаш децата тренирале и учеле на нормални терени тениски. На нормални терени имаше некакви иницијативи, например ние на времето, јас така заиграв тенис, имаше еден тренер Борче кој што наместо мрежата вака, он поставуваше попречно една конец жица и правеше практично 4 мали теренчиња, меѓутоа топките и реквизитите беа нормални. Значи беа жолти топки. Од секој сме биле снодли. Па да, ама супер беше тоа. Мислам и тој беше многу убав, уствари така и заиграв. Ни стигаше на дописница тогаш по пошта дека не кани клубот да учествуваме на турнир. И супер беше тоа. Мислам баш таа година беше многу продуктивна. Сега, нели, светов малце го модернизираше сето тоа, го даде некакви смерници, спортската индустрија, мислам, уживанција, одеднашка може да продаваат рекети 17 инчи, 19 инчи, 21, значи, нон-стоп се купува нешто. Топките, значи, беа пресудната да кажам точка за развој и за успешно воспоставување на оваа идеја, затоа што тие се полесни, тие црвените се за најмали деца и тие не само што се полесни, него си поголеми. Што би рекле во Белград, вика, каква е оваа топка бушна. Баш се меки, се 75% се помеки од нормалните топки и тоа ги успорува. И штом се спори, маливе дечиња имаат веднаш можност да заиграат, затоа што нормалнава жолта топка е тешка, скока многу, брза. И сега ти замисли на урбани градски деца, им даде жолта топка, тие, мислам, ајде, да не се навреди некој, али 90% не знаат ни да одат, ни да трчаат, а тек да погодат топка која што се движи во простор, тоа е, мислам, стварно тешка работа. Оние кои што си се талентирани, кои што ги бива, нели, како што би рекле у Македонија, тие го совладуваат тоа. Меѓутоа, идејата е да воспоставиме тенискава игра кај што е можно поголем број на деца, тие да ја засакаат, за да не се откажат пред да си дадат шанса да станат добри играчи. Ама мора да признаеме дека секој што стапнал на тениски терен и секој што земал нормално топче, не си ја знае својата сила и сигурно не го погодил теренот, тоа едноставно и не е толку едноставен спортот колку што изгледа, значи се е тука балансирање во тенисот. Па види се, значи прво целата замка за таквите луѓе следи во професионалниот спорт. Значи секој спорт, нели, кога гледаш Сергеј Бубка како скока 6 метра, си мислиш, ја ќе скокнам 6 метра без проблем, така? Или не знам, гледаш Јокич како игра баскет, викаш, може овој со оваа килажа вака да игра, можам и ја да играм. Исто и со тенисот. Значи, ние многу гледаме сега професионален тенис и таму е се доведено до совршенство и многу едноставно изгледа, затоа што совршенството се прикажува кроз едноставноста. Значи, што поедноставно изгледа, тоа толку си поблиску до совршенството. И сега, луѓе, нели, не знаат, не го разбираат спортот, не го пробале никогаш као мали и тоа летаат топки на сите страни. Има една анекдота од Америка, на времето кога правеле слободни терени, пошто Америка е првата земја која што воспоставува слободни терени, овој као сега што ги има кај нас, и што се случува? Они се малце
да кажам, понапредна земја од нас и после отварањето на терените, после година дена, гледаат дали мерат институтот, истражуваат дали има прогрес и поголем број на учесници во спортот, во тенисот, и доаѓаат до шокантен резултат, дека уствари бројот на луѓе кои што почнуваат да играат тенис се намалил. И сега шок. И истражуваат што би било причината сега за тоа и доаѓаат до сознанието. Мислам, американците се практични луѓе. Ке застанат двајца на терен, ја ти ја мавам, што би рекле, нели, скопјани, ја ти ја мавнувам тебе топката, ти ми ја мавнуваш мене, третата завршува ужица, нема игра, нема ништо, ништо не се случува, така, само маваме без везе. И они сваќаат дека уствари тие што мавале, заклучуваат дека ова не е баш интересно ова мавањето и сега ја не играм више тенис, па нема ни детето да го дадам, што би се бавело со таков глуп спорт, така. И што прави сега Америчката тениска федерација, USTA? Они прават тим на тренери кои што ги вработуваат и работат на слободни терени. И си седи тренерот таму, си дреме цел ден, доаѓаат двајца да маваат, им вика, дечки, сте играле тенис? Они викаат, не, така дојде. Чекај, бесплатно е, ќе ви покажам, ќе ве поднаучам. И тука тие доаѓаат до решение на проблемот, значи си плаќаат тренери кои што бесплатно ги учат, подучуваат малку луѓето да играат тенис за да евентуално останат понатаму во спортот. Сега тоа кај нас е мисловна именка. Значи мисловна именка е дека било кој процес што ќе се направи мора во една, значи да се евидентираат броевите, да се запишат, да состојбите да се видат, да се изанализираат, за да видиме што сме постигнале. Ако ние правиме се слободни терени, не знаеме каков е фидбекот од нив, зашто сме ги направиле? Ако правиме, не знам, таму... А не дека немаме ние слободни терени. Имаме, како немаме. Имаме доста слободни терени, само кои што не се користат кој што треба и состојбата на самите терени во некои места се катастрофално. Да, па тој беше популистички проект на ВМРО. Не се сеќавам, тогашната влада, 100 терени, супер, они ги направија, меѓутоа, кој да ги стопанисува? Значи, тие терени, и тоа ги направија неспретно, негде еден, негде два, значи ти со еден терен, реално не можеш ништо. Па после беа доделени на локална самоуправа, па локална самоуправа на некои своји блиски, па и сега тоа све се поизмеша и све на крај дојде до ситуација. Со спортските сталишта работата. Тие беа поврзани. Би било идеално да Македонската тениска федерација ги земе под свое тие терени и да го уреди играњето на тие терени. Тоа би било супер. Меѓутоа не знам дали. Не знам дали ќе се случи тоа. Така да, јас сум 30 години во тенис. Од тој проект 2006 до 2010 јако неславно заврши и за мене и за Македонската тениска федерација. Многу научив. Проектот заврши со заменувањето на таа структура во Тениската федерација или? Не, со мое заминување. Со мое заминување, а со претходно пасивизирање на таа структура, затоа што имавме тука, например, нашиот проект беше прогласен за најдобро развиен проект во сите девелопмент земји во Европа. И ние 2008 направивме first ever црвен турнир во Македонија и во Белорусија. 2 турнира се направи. Ги има таму извештаите од Тенис Юроп, што е фантастична. Значи, нигде не се играше на друго место црвен тенис. Сега ние тука направивме во Македонија некаков систем, некаква структура, меѓутоа бордот тогашен вика, што ќе ни е нас ова? Како вика, што имаме ние од ова? И ние сега цело време се соочуваме, за жал, да бизнисмените кои што влегуваат во борд на Македонска тениска федерација или во некои структури на организација на спорт, не го разбираат развојот. Мислам,
Ние Порано секогаш мислев бараме- дека не сакаат да го разберат, ама сега капирам дека уствари стварно не разбираат. Како и во секој спорт кај нас, ние одма бараме резултат, а не ја гледаме сршто на спортот, односно базата да ја средиме, така и имам чувство така да е и во тенисот. Па резултат, не знам како бараме. Значи, мислам, не знам како треба да дојде тој резултат. Значи, ние прво, пази, тенискиот спорт на светско ниво во огромна мера се промени. Од времето кога, ајде, ја играв тенис. Например, Борис Бекер почнал на 10 години да игра тенис, на 17 години освои Вимблдон. Значи, он Тоа е многу малце години за тенис. Што тенисерите, врвни тенисери, јас како што знам, почнуваат од 5-6 години, или? Па тоа Да. тоа се смени, тоа е Да. сега уствари проблемот. Ти на пример, значи имаш 7 години кои што треба и како спортиста, и како семејство, и како систем да ги издржиш. Сега, после овие тенис, play and stay и не знам што, почна децата да играат тенис на 4 години, на 5 години. А влезот меѓу 100 во светски тенис кој што носи некакви пари, се е малку променето, али до пред некоја година беше 26 години. Значи ти треба да 21 година да вложуваш цело време во себе, во целиот процес и време и енергија и пари за да дојдеш евентуално до топ 100. Сега тоа е процес кој што не може да го издржат ни помоќни системи од нашиот, мислам, едноставно е неиздржливо. Затоа сега почнаа, нели, да ги прават тие next gen турнири, ги спојува влезот во тие фьючерси, им дадоа wild карти на јуниорски добри играчи, малце направија некакви промени во организацијата на професионалните турнири, за да може некој да се протне низ целата работа. Јас сум убедена дека тоа беше, да кажам, намерно створена состојба во време на Федерер и на Надал, кои што беа поддржани од спортската индустрија жестоко, значи Nike и компанија, кои што мора да го држат пазарот затворен, за да евентуално некој не влезе и не им ја растори приказната. Единствен што успеа е Ноле, така да тука малце им ги помеша работите, меѓутоа просто е неверојатно дека не може никој да игра на тоа ниво тенис, но едноставно рутата не била дефинирана и оневозможена. Сега кога сме кај тие рути, тоа е многу битно да се создадат рути за овој период до професионален тенис. Значи, деца влегуваат и родителите ги запишуваат своите деца на тенис, меѓутоа Има ли идеална возраст кога треба децата да почнат да се занимаваат со тенис? Зборам ако мислат дека ќе успеат во тоа. Види, значи, прво се и тој збор занимавање, мене малце ми е, мислам, сега, што значи тоа да се занимаваш? Значи, некако ми е така, без обврска приказан. Сега, тоа си доаѓа два пати на ден и 2 пати неделно, по саат време и толку. Значи, од искуство кај мене, значи 5-6 години би била идеалната возраст за да се влезе во процесот. И тие први години треба да се посветат да детето на вистина го засака спортот. Значи да не го откажеме од спортот. Значи најголем број на откажувања настанува тука, кај нас во Македонија. Ке ги запишат на 2 пати неделно, не пуни се тениските школи со така запишани деца. Зашто ги запишувате своите деца на тенис? Па така, да спортуваат. Да. Мислам, све се тоа форми кои што се недефинирани целосно и сега во последно време прават повеќе штета отколку било каква добивка. Оди тоа дете кој ќе занеќе тенис, ќе занеќе и спорт, мислам, тек, па после тоа ќе поминат време, па после ќе го поведе, нели,
имало фудбал у школа, имало ракомет, алколоид, ваму, ово е таму, и од денешка иде таму, па ќе го понесе масата, па иде на друг спорт, па на трет. И јас среќавам едно чудо на луѓе кои што ми кажат, јас сите спортови сум ги поминал. А нигде не се задржал. Па многу е, тоа е уствари проблемот. Да. Затоа што спортот не е за децата, не е занимација, туку е едно училиште. Каде што они треба да научат прво да освестат многу своји способности, да научат многу вештини кои што ќе им помогнат и во понатамошниот живот, во моментите кога ќе одлучат да бидат професионалци, не во тенис, него во било која професија што ќе одберат, да си бидат, да знаат што се и кои се. Ние, например, од сите деца кои што играле кај нас тенис, значи имаме луѓе сега, мислам, со фантастични професии. Имаме пилоти, имаме уметници, имаме директори, имаме свашта нешто. Да. И јас сум убедена дека огромен број на вештините и способностите они ги стекнале произлегуваат од тенис. И растејќи и созревајќи кроз тенис. Колкава е заинтересираноста сега кај децата? Има ли поголема заинтересираност за тенис последниве години или? Вака да се направи некоја ретроспектива со твоето работење во тенис, кога го имало Македонија најголемиот пик на заинтересираност меѓу децата? Па види се, после оваа генерација на обрат, 2000 годише, значи таа генерација се поклопи со влезот на Ноле у светски тенис, и сега ние колку и да сме независна држава, многу влијанија ни се пресликуваат и со Надал и со Федерер. Значи, па сега нека ме поправи некој ако грешам. Значи, после таа генерација, во следните кај што имаше сериозно голем број на играчи, значи зборам 2007, 2008, 2009, после тоа има многу мал број на сериозни надпреварувачи, значи играчи кои што го поминале процесот. Оти влагаат стално, не е проблем да влезеш. Проблемот е да останеш. Значи, play and stay, да не биде сега, мислам, протрчал низ тенисот. И се многу малци има деца кои што остануваат до 18 година во тенис. И тоа е уствари најголемиот пораз на македонскиот спорт. Верувам дека е исто и во сите спортови. Да, што е проблемот? Македонската јавност смета дека тенисот е скап спорт и можеби затоа и не ни почнуваат да ги праќат своите деца, своите блиски да тренираат тенис. Да, знаеме дека тенисот е индивидуален спорт, а секој индивидуален спорт значи поскап спорт за разлика од екипниве спортови, зашто треба да се најми терен, сала, реквизити и сето тоа. Ради таа работа ли нема заинтересираност кај деца? Па види се, многу фактори тука влијаат. Прво, тенисот е поскап спорт, мислам, реално, скап е и за нас кои што работиме. Да. Значи, сега во моментов во зимска сезона цената на еден тениски терен саат време е 30 евра. Значи, не само што некој не може да дојде сам да игра тенис, но не можам ни јас да организирам нормално тенис ако треба теренот да го платам толку. Меѓутоа, најголемото оскапување на тенискиот спорт настанува во периодот на премин кон професионализам. Сега тука се мешаат работите. Ова што е до 18 година е скапо, но е нормално скапо. Значи, ја тоа знам да им кажам на родителите, окей, сега нема да давате за тенис, али за 2 години, кој ќе почнат тинејџерство и не знам што, мислам, 1000 за кафе секој ден ќе ви бега, па ќе ви бега. Мислам, дали ќе ги даеш за кафе или не дај Боже за некои други работи парите, значи тие се парите, не е нешто драматично.
Ние како клубови, еве јас на пример се обидувам да тие трошоци ги намалам. Значи, едно е ако си ти тренер и се продаваш себе си како низ индивидуален час, тогаш си ти скап. Мислам, односно целата приказна е многу скапа, а и ти како тренер не можеш да дојдеш до соодветен надомест за твојата работа. Али ако направиш програма каде што ќе се споделат, ќе се направи тим, ќе се поделат играчите во саат време, трошоците се намалуваат. Сега, многу од клубовите, ајде да не кажам скоро ни еден, не знам, од македонскиве клубови, кој што прави програми. Има ли Тениската федерација како главно тело стратегија што со македонскиот тенис во годиниве што следат или изминативе години? Сега не знам колку смеам да зборам. Прво не сакам, мислам, постои многу суета во целава приказна и не сакам сега да кажам некои работи кои што ќе ми бидат земени за зло. Меѓутоа, ова што ќе го кажам сега, го кажувам и на состаноците и на секое видување. Значи, за жал, стратегија нема. Нема сега или немало во изминативе 10 години? Немало во изминативе 30 на години, со мали некакви, да кажам, некакви, тие 4 години, кај што нешто као заличе дека ќе тргне. Значи, нема стратегија, нема повеќе годишен план, нема структура во самата федерација која што може да го изнесе тој повеќе годишен план. Значи, не постои веќе комитет за развој, постојат, нели се поставуваат тренери на репрезентација, некаква тренери на Девис Куп, на Били Джин Кинг, постои спортски директор, меѓутоа целата таа приказна е расфрлана и буџетски зависна од институциите, односно од тоа колку власта на федерацијата моментална е блиска до Тенис Јуроп, ITF и Министерство за спорт. Значи, нашата идеја тогаш, 2006 беше да се направи јак членски систем. Значи, само одржив систем, кој што основниот буџет за своето основно работење ќе го добива преку своето работење. Значи, нема да чека Тенис Јуроп да му дае пари за проект не знам каков, или да бидеме добри со министерот па да изнудиме уште некоја, него едноставно ќе со самото функционирање, значи клубови, тренери, надпреварувања, значи да се направи систем кој што ќе допринесуваат и во буџетот на федерацијата, кој што понатаму ќе се користи за добри нешта. Сега кога е работата сведена на работа на мали броеви, тука нема нема шанси ништо да се помрне. Не знам дали знаеш колку има регистрирани надпреварувачи во Македонија. Сега на собрание го слушнав, 530. Шо е тоа 530? Мислам, само 530 надпреварувачи, вклучувајќи и ветерани. Мислам, збориме најмало до најголема возраст. Да. Друго, параметар тоа во разговорот, нели, што го имавме претходно, не знам дали се сеќаваш, Холандска федерација 2008 1.500.000 членови. 1.500.000 членови. Холандија. Колку е близок тенисот, тоа дава до знаење колку е близок тенисот до холандската популација. Не знам дали е близок или они го приближиле. Мислам, треба некој да го приближи за да го земат. Пази, најголеми они во тоа време нема светски играч. Тоа ќе ми беше мојот. Па ни сега не паметам дека освен Ван де Жан Шлуп како и да беше. Па сега имаше нешто, како се каже. Ама не е пак во оној крем тениски. Па не, доаѓаше тогаш експерт во Македонија за проектот што го работевме.
кој што беше, пази, 150 вработени има во федерација. Кај што седи човеков и вика, добро, Вилма, може ли да ми објасниш? Он беше во маркетинг службата. Вика, може ли, вика, да ми објасниш што се случува еве во Србија? Во тоа време више Ноле беше тотално. Како они, вика, го направиле Новак? Вика, ние, вика, како федерација, имаме вложено, не знам, тогаш 8 милиона евра во развој и 8 милиона у профи и јуниорски тенис. И немаме топ 50 играч у свет. Али затоа имаат членство од 1.500.000, кој што им обезбедува буџет, кој што, нека биде 10 евра чланарината, веќе се работи за сериозен буџет. Како они тоа го направија? Значи, поентата е да се доближи тенисот, односно спортот, до сите. И има, ти кажував, милион програми. Програми за разведени, програми за уседелици, програми за вдовци, за не знам, значи различни. И што е поентата? Сите играме тенис, ама плюс се дружиме, па планинариме, па идеме наваму, натаму се запознаваме, ти си само, она е сама, ке се запознаат, ке се сретнат. И најголем приход и членството потекнуваше од такви програми, а не од надпреварувачки тенис. Што тенисот не е само надпреварувачкиот тенис. И сега ние, например, во федерација, сега баш се бавев со тоа, го читам статутот, вика дека ние клубовите сме, дека федерација е здружение во кое што ние се здружуваме за развој на спортот и тенисот во Македонија. А развој нема никаде. Ама, професионален тенис не се спомнува никаде. И сега ти имаш федерација која што за следнава година прави програма од која што очекува да обезбеди 400.000 евра, повторно, нели, од големиве институции, спонзори немаме, многу малце, од кој што 300.000, значи 75% ќе бидат потрошени за професионален спорт. Зашто? За па Девиску, па Фетку, па Челенџер, имаме Челенџер во Македонија. Да, ама еве како следач на целиот спорт кај нас. Јас мислам дека, не мислам, туку знам дека никој од луѓето што следат спорт кај нас не знаат каква е ситуацијата со македонската тениска репрезентација на Девис куп, на женскиот, како и да беше името на тој куп, на женскиот Девис куп. Да. Па не допира до македонската јавност самата ситуација со тенисот кај нас. Па не допира затоа што не сме направиле ништо за да се приближиме на обичните луѓе. Например, знам една приказна од Хасково. Григор Димитров е од Хасково. Во периодот кога он стана профи тенис, вика, сите деца низ Хасково, малецко местенце, одат со торби за тенис. Зашто? Не заради Григор Димитров. Мислам, он е еден од импутите. Меѓутоа, на сите радиостаници се пренесуваат вести од детските турнири. На сите радиостаници и телевизии гостуваат малите тенисери, па они раскажуваат, па што научиле, па што виделе, па они имаат тетки, баби, пријатели, училиште, школа, значи така се шири целата приказна. Например, Србија не успеа да го систематизира импутот од успехот на Ноле. Да, тоа ќе те прашам, бидејќи дел од својот професионален ангажман си го имало и во Србија. Да направиме некоја паралела меѓу Србија и Македонија. Да, Србија е поголема држава, Србија го има Новак Џоковиќ, што е инпут и пример за другите деца да почнат да се занимаваат со тенис. Колку сме ние далеку од Србија и каква е ситуацијата со младинскиот тенис во Србија? Дали го искористија моментот на популарност на Новак Џоковиќ? Не го искористија, за жал. Не го искористија, меѓутоа се 5-6 нивоа над нас. Од кој аспект? Значи, и тој Новак Џоковиќ не се појавил у Србија случајно. Значи, он е резултат на еден менталитет,
на една историја, традиција, затоа што он доаѓа веднаш после Југославија. Значи, Србија го имаше Боба Живојиновиќ претходно. Сме биле полуфиналисти на Девис Куп у тоа време. Они ги задржаа тие структури и систем на некакви, ајде да кажам, навики животни од Југославија. Кај нас во Македонија со осамосталувањето све почна од ново. Значи, све се заборави. Никој е Мишко Марковски, никој е Љупчо Батев, ни Зоки Шевченко, ни ништо. Мислам, зборам за тенисериве. Да не зборувам за овие постари тенисери. Тоа све е заборавено. Затоа што почна све од нула. Што има таму? Таму има еден семеен набој, каде што многу се полага на спорт. Тоа е предност. Недостаток е што се полага во сите спортови. Значи, ватерполо. Ватерполо, уладен базен, тренираат увелико. Брзо лизгање. Пази, знаеш кога почнуваат брзо лизгање тренинзите? У 5 саат са бајле. Сите си се таму, у 5 саат са бајле. Мислам, кај нас може да се тренира само од 5 до 8. Пред 5 нема кој да го донесе детето, од 8 више им се спие, уморни се, така? Или како што викаат постариве на 23 степени се. Да, тоа. Значи купуваш гардероби за минус 100, за вака, за нака и отидеш на Маврово, ќе видиш таму облак, не идам денеска. Значи само или сонцето е штетно, балоните се штетни, значи ние цело време анализираме. Друго, таму имаме се уште екипа и тим кој што сериозно, квалитетно и добро работи. Имаме, например, во последната репрезентација до 14 години од тројца играчи, двајца се наши. Мислам, тоа е нешто што мора да резултира, е резултат на некаква работа, не настанува тоа случајно. Додека работев таму, значи, немало тренинг да нема 20 луѓе на терен. Сите си седат, си гледаат, си коментираме, навиваат, се радуваат, плескаат. Кај нас тоа е тешко. Значи, ми звони телефон. Сега ја извадив од кола, ќе стигне. Јави ми дали е стигната. Пази, мислам, 5 метри од клуб. 5 минути пред тренинг, те молам, пушти ми ја, за да стигнеме. Значи, нема допир со спортот. Али затоа на терен, кој ќе се излезе на турнир, тука сите све знаат. Таа посветеност, таа, да кажеме, одење по ивица, значи, таму се уште пуштаат деца сами на турнир. Бања Лука. Поголема култура кон спортот, поголемо значење на спортот. Спремни се, сакаат да направат нешто. Значи таму нема ај се да малце се занимава, него ако играме да бидеме шампиони. Нема тука што. Например, во Скопје претходно дури имавме клуб да префрлам дете од 2 пати неделно на 3 пати неделно по саат време беше science fiction. Овде само ми викаат шта треба још да урадиме. И тоа мислам нема добро, секој ќе дојде проблем пари, нема, окей, али бараме решение, така? Значи никој не може во тенисот да продаде готов производ. Значи, ти како родител, утре кога ќе дојдеш на тенис, значи ти стануваш дел од тимот. Значи, заедно бараме решенија. Не купуваш ти од мене нешто, нити па ја нешто продавам. Значи, обезбедуваш буџет, јас ти кажувам вака и вака е мојот предлог, ти ми викаш ова можам да го издржам, ова не можам, овде мислам дека, па јас сам малце да те убедам дека мора уште малце да се направи некој ребаланс на време на све и тоа така иде цело време. Кај кој деца има поголема концентрација кај оние од Македонија или во Србија? Концентрација кон спорт, кон тренинг? Па иста е концентрацијата. Да, значи нема разлика во тоа. И си едните и другите дремат на телефон по цело време. Тоа им е главна обсесија, али
амбиентот околу те тера да бидеш малце поинаков. Јас имав проба оваа година, организираме убав камп на Златибор, и викам 6 дена нема телефони. 40 деца без телефони. И викам, ке пробаме, па ако преживееме, преживееме. Дојдовме до таа ситуација да им ги дававме телефоните само 1 сат, од 12 до 1, па си тинејџери сите, збрлавени. Дојдовме до таа ситуација да родителите ме прашуваат, Вилма, он има 0 проток на интернет. Го зима ли уопште телефонот? Да не го изгубил. И тогаш кога го зимаа телефонот, они више не се плеткаа со тоа, него тука малце ќе се јават, ќе се направат и тоа е тоа. Како ќе ги поставиш границите, таков резултат ќе добиеш. Ако пуштиш да биде тоа без граници, тука, например, можеби и тоа е сериозна разлика од Србија до Македонија. Значи, таму, барем во тие кругови во кои што јас се движев. Таму има све и свашта, нели? Значи, има граница. До тука може, после, брате мили, не може. Кај нас, многу од децата, значи и културни, и воспитани, и родителиве им се нормални луѓе, значи немаат граница. И тоа немање на граница ја растура целата приказна. Вилма, ајде малку за твојот клуб. Ајде. Од кога постои Чери клубот и каде е најчесто позициониран зборам со местоположба? Да, вака се, значи, јас имам некои 15 години во МТП. Во Белград имаше бренд кој што го развивме, се викаше Дечи свет тениса, тој е уште на стендбај. Убави работи правивме таму со тој бренд, значи промоции, брендирања. Ја можеби сум првиот клуб МТП кој што направи своја Facebook страна, веб страна, значи тоа уште 2006-2007, не, 2008-2009 како се појави Facebook. И се, уште таму во Белград некако, иако у тој првиот период јас си отидов од Македонија, ми досади више. Тука и не гледав простор ни за работа, ни за живот на моите деца, ни за развој, ни за ништо. Некако после 5-6 години ме викна пријатели, овде правиме турнир, ајде малце гледам убави работи правиш за деца, ајде нешто пак. И ја почнав пак да си доаѓам. И поинтензивно сум во Македонија од после корона. Во тој период правам и се уште го правам убав камп во Охрид. Тој од Белград, нели, го почнав да го правам и затоа се вика со љубов од Македонија. Некако колку год да сум критички настроена на состојбите во Македонија и све цело време некако тоа си е мојата дома, мислам, една од моите доми. Тога се вратив, ради кампот, па ради некои деца кои што беа мои во тенисот и останав. И се заигравме тука, значи се ова би било мој престој некаде 4-та година, а клубот официјално постои 2 години или 3. Моментално, минатата година имавме 32 регистрирани играча. На второ место сме таму во Македонска тениска федерација по број на учества на турнирите, што многу е параметар кој што многу кажува. До колку години може да тренираат деца? Па имаме 2 програми. Значи едната програма е тоа Чери училиште за спорт и тенис, тоа се дечиња од 5 до 10 години. И втората програма е таа као Kids Academy, ајде нешто да ја наречеме, каде што имаме сега играчи од 10 до 18 години. Имаме веќе еден државен првак, имаме 2 финалисти на државни првенства, имаме репрезентативци. Мислам, не е тоа некое... Дава резултат вложеност. Па да, ама тоа не го сметам ја за не знам какво достигнување, затоа што е тоа след на повеќе годишна работа и тука и таму. А нема некоја голема конкуренција?
Па види се, овие што ги спомнав, сериозно добро се носат и во Србија, пошто ние играме таму турнири, така да, мислам, знаеш како, Македонија секогаш имало квалитетни играчи. Проблемот е што нема поголем број на квалитетни играчи. И кога по природата на нештата тој број се намалува, на крај останува многу мал број на играчи. Тенисот е спорт кај што највеќе се напредува преку надпревари, не преку барем во професионалниот тенис. Па не, види, значи тенисот мора да постои една годишна програма, препорачана. Јас, например, за мојот клуб ја имам таа, другиве клубови не ме личи дека ја имаат. Значи, таа подразбира играње тенис 10 сати неделно, вклучени турнирски настапи и све. Подразбира фитнес од 3 пати неделно. Ние ги избравме АТГ затоа што тие се тим со кој што одлично соработуваме и пред се, значи, заради физичка подготовка и уште поважно превенција од повреди. Значи, ако едно дете неспревно влезе во квалитетен надпреварувачки тенис, проблемите од повреди се многу известни. Не така имавме проблем со Обрат. Обрат изгуби цела една година борејќи се со повреда која што настана од тој. Мислам, колку год да си у тенисот, негде ќе се зезнеш. Мислам, само е прашање што ќе занемариш. Бара сериозно голем број на одиграни турнирски мечеви. Значи, тоа може да бидат 80 меча годишно. Македонците играат не поише од 40-тина. Или 20-25 добро одбрани турнири. Ако идеш на премногу јаки турнири, тоа не е добар избор, али ако идеш на турнири кај што ќе изиграш 3-4 меча, тогаш веќе си може да стигнеш до 80 мечеви. Ако не ги изиграш тие мечеви, дури и на детско ниво, за да достигнеш таа бројка на мечеви, мораш да одиш да ги праќаш децата надвор. Да, мораш. Па не, Македонија во секоја конкуренција има од 2,5 на турнири организирани. Мора да ги праќаш надвор, мора да организираш ти. Например, јас организирам, лани имавме сигурно едно 15 на организирани турнири. Нека не би Черикуп, правевме UTR турнири, тие се турнири кај што не се официјални, у смисол на не се бодуваат за ранг листа или не знам што, меѓутоа турнирскиот набој е сериозен. Значи ти сепак играш турнир, мораш да застанеш на линија и да покажеш што знаеш. Така да бара многу работа. Значи, дали ќе ги праќаш на турнири, дали ќе ги носиш на турнири. Тоа носење на турнир, знаеш, тоа е да паднеш у несвес. Посебно јас се залагам за има еден формат убав швајцарци у Србија. Сите играат 4 турнира, 4 меча и да изгубат и да не изгубат у 2 дена. И сега ако најчесто идеме 3-4 деца по 4 меча, рачунај колку се тоа сати поминати таму у некои балони, у некои кафичи, па се возиш од една на друга страна, па брзаш на еден меч. Мислам, не ќе сите луѓе тоа да го прават. Ако одат со родители, тогаш па доаѓа најчесто искача многу поскапо. Нели, пример, идеш у Белград, па мораш да идеш у шопинг. Па мораш да идеш на Скадарлија, па мораш не знам што да направиш, одеднашка те кошта ѓавол и пол турнирот. Ајде малку за Черикупот, што го организираш. Колку години го организираш Черикупот и колку деца земаат учество на тој турнир и дали е само македонски деца или има и деца од странство? Па Черикуп Скопје првиот го организирав 2019 година. И сега, значи, го организиравме 5 пати поред. Минатата година од фамилиарни лични причини не бев во состојба да го организирам. Се уште истражуваме, значи и кога е најоптимално време. Тоа е некој бренд кој што сакам да остане, можеби нема да оставам не знам што на моите деца, али тој турнир ќе го оставам. Значи до кое право време, кои категории се интересни, што проаѓа, што не проаѓа, места каде што треба да се организира. До сега беше организирано во Скопје сето тоа. Над 150 деца игра на секој турнир од различни држави, значи имавме гости
Имавме од Италија, од Малта, имавме од Србија, од Црна Гора, Босна, еве ги сега се повеќето ги гледам по турнириве Тенис Европ, значи тоа е како некоја убава одскок на убаво искуство за напредок понатамошен. Направен е така да личи на вистинските турнири, значи со брендирано е, дотерано е, има убави награди, не секојдневни, например, победниците овие во поголеми категории добиваат пола саат лет со пипистрел авиончиња над Скопје, што е фантастично искуство. Мислам, не знам, овие материјални некои награди, не знам, викенд во Охрид, има такви едно чудо. Интересно е тука. Има многу интересни работи и необични. Значи, многу мал број на добитниците ги искористуваат своите награди. Зошто? Не знам. Стварно не знам. Не ми е јасно. Мислам, тогаш, значи, не треба награди. На овие турнирите Македонска тениска федерација и Тенис Европ турнирите нема награди. Мислам, има некој пехарче, ама нема никаква награда. Дали е створена навика да ти не добиваш ништо, не знам. Имаат сите на Чери Куп стартни пакети, джиджи-миджи, води, ладни, ова, она. Мислам, има стално нешто се случува. Има голем број на работилници. Јас сакам тоа така да го организирам времето за време на турнирот, затоа што прават, седат по клубов, се шуткаат, се збеснуваат, децава нели чекаат да се игра меч, а вака стално нешто им се случува. Те нешто учат, те нешто работат, те нешто споделуваат, нели доаѓаат луѓе од секаде, така да убаво. Оваа година имаме посериозна програма, која што е поврзана доста и со Србија, меѓутоа со збиднувањава во Србија малце не сум сигурна како сето тоа ќе се манифестира и на целата таа приказна. Јас се надевам дека брзо ќе завршат сите тие немири таму, па ќе можеме да се фатиме за посакувам да трае традицијата, да стане традиционален турнир, уште доста години да се организира. Со уште едно прашање за крај, со голема почит кон твоите две ќерки, да издвоиме малце време за Обрат Марковски, еден од најперспективните млади тенисери, кој што за жал не е тука во Македонија, среќата си ја повара надвор. Што прави Обрат? Па Обо го викаме ние. Обо ти текнови имаше во Интер едно мало црно Обафеми Мартинс. Таков беше он кога мал. Обо веќе не е ни така млад у целата приказна, нели? Он има 24 години. Цел живот игра тенис. Значи до 12-та година МТП му беше дневна соба, као и на сите нас. И он знае сега да кажем, мислам, затоа што му е врзано тоа со неговите најубави детски денови, вика мама кој ќе направам некојаш пари, ќе си го купам МТП назад. Не знам дали е тоа добра одлука за него или не, али емотивна секако. Он има убава јуниорска кариера, значи беше еден од најдобрите во Македонија, во различни конкуренции, неколкократен државен првак, беше меѓу најдобрите 5 во Србија во своја генерација. За жал светската јуниорска кариера не беше 50 играч вајда во Европа до 16 години. Не успеа да ја заокружи на начин како што планиравме и посакувавме заради тешката повреда од година дена која што ја имаше. Претходно повреда на левото рамо. Да, и тоа е, мислам, многу ја раскажувам таа приказна за да не се повтори, не дека е битно сега што сме поминале, али тоа лутање и таа безнадежност и тоа немање на решенија, а имаш визија и цел е многу страшна за доживување. Нели претходно следеше
тој интересен момент тебе што ти беше. Има победа над Мусети на еден јуниорски турнир. На истиот турнир, тука многу интересна работа. На истиот турнир, он беше во Будимпешта се играше тој турнир и тој беше еден од првите јуниорски турнири на Мусети, кој што е помлад од него, а веќе беше етаблиран меѓу топ 3 играчи во Европа до 14 години. И ово таму сам, играше многу и сакаше да игра дубл. И вика, леле, се јавува, немам дубл партнер, ова италијанчево само вика тука. Ја викам, па прашај го. И се договараат они двајца с татком му таму, се договараат ајде да играме, дубл ќе играме, прво коло се паѓаат еден против друг. Дубл партнериве. Обо го добива тој меч и сега се јавува, ние си така, вау, мислам, стварно голема победа. И он ми вика, мама, они сега сигурно ќе сакаат да си одат и нема да сакаат да играат дубл. И ја викам, ајде сега дај ми го татко му, викам, да видиме што ќе правиме. И му се јавив на човекот. И он вика, господјо, вика, ние сме професионалци, дојдени сме на турнир, сме се договориле да го играме овој дубл и ќе останеме се додека треба. Тоа, например, го нема на побалканскиве простори и го освојува тој турнир заедно. После тоа, нели, Мусети освои прво јуниорски Австралија, свашта нешто, остана тоа што остана. Се вивна у височините. Па да, мислам дека делумно е, нели, заради неговите апсолутно способности и потенцијал и талент, али за резултати и на една континуирана осмислена работа која што си ја истера како што треба. После тоа, значи, дојде првиот АТП бод после повредата, па уште 11 бодови. Тој еден АТП бод, он го освари тој некој наш фамилиарен сон и план, пошто тоа беше целта. Еден АТП поен. Најдобар ранг му е 1110. Во моментов нема поени. Се игра во Америка. На колече, таму е со Моника, девојка му. Игра за својот колеч. Игра прайс мани турнири на Флорида. Имаше сега еден интересен меч со Стефан Козлов, тој е скопјанец, мислам русине, али роден е во Скопје, татко му беше тренер 90-тите години тука во Скопје и тука е Стефан роден, иначе беше 100 играч во свет. Така да сега тоа некако тенисов си легна на своје, ништо не брка, ништо нема драма никаква, имаше, нели, сакам ова, сакам она, морам вака, морам така, меѓутоа сега некако е постигнат тој баланс и мислам дека тоа вродува со поквалитетна и позрела игра. Мислам, тенис е, можеме да завршиме така, тенис игра на зрелост. Кој во даден момент е позрел, а од слично ниво, тој победува. Да се надеваме дека ќе се врати во Европа и ќе... Да, ќе дојде, он во мај се враќа. Ќе скокнува цело време на АТП листата, ќе се врати на тенисот. Вилма, фала многу за гостувањето. Фала и на И тебе. многу да се зборува, на тука сме до нека следна прилика. Сад време ни е малку. Не знам сега ова колку ќе им биде интересно на вашите гледачи. Јас си кажав... Но тука сме за доброто на спортот, на целиот спорт, а поготово и за тенисот. Јас би сакала да веќе кога идете во овој правец, стварно да направите една можда и заедничка емисија на луѓе кои што се бават со детски спорт. Затоа што основата лежи во детскиот спорт. Професионалниот спорт е професионален спорт. Мислам, тоа е нешто сосема друго, и таму не можеме многу да влијаеме. А овде на тоа, значи да им овозможиме на децата кои што им светкаат очите, кои ќе видат тениско топче, да учат, да напредуваат и да растат кроз спорт, тоа би било идеална приказна. Вилма, фала многу. Фала и на тебе. Почитувани гледачи, бидете со нас и следниот понеделник. Пријатно.